Океј, прво фала на Тања што ми гостуваше на Контракара и што пушташе нејзини филми. Ги го искористивме вториот филм како увертира за една многу важна тема во Битола, која како и сите други важни теми во Битола наоѓа на голем одзив, како и што е случајот и денес во салата. Ќе ги дискутираме јавните простори. Со нас, тој со мене се дел од иницијативата Битола не е на продажба, односно Иван Јерчик, Софија Бековска и Кире Василев. Најпрво би сакал да ве прашам зошто ја формиравте иницијативата? Која е појдовна точка, која беше иницијалната каписла за да се оформи една таква иницијатива? Формиравме првично по информацијата за пуштање на оглас за продажба на офицерски дом и едноставно тогаш пукна филмот и се решивме дека треба нешто да се погрижиме ние као граѓани за овие простори, дека треба да се заинтересираме што во суштина се случува и што прават да речеме локалната елита и државната елита политичка и ние што можеме да поможеме околу тоа да не се случува тоа така без да бидат информирани претходно граѓаните за јавните простори и воопшто за инфраструктурата во градот. И суперструктурата. Значи да резимираме кои се вашите цели, која е вашата структура, кој се учествува во иницијативата, каква е внатрешната структура на носење одлуки, начин на финансирање, слично заложби и така натаму. Може би од Кирева. Кој може да се приклучи, може секој да се приклучи како индивидуалец. Може и група да се приклучи, може и член на политичка партија на повторно како индивидуалец. Че ова е граѓанска иницијатива, чисто хоризонтално поставена. За сега состаноците беа организирани во, како да кажем, во некој затворен простор. Ама ќе се обидеме состаноците да ги отвориме јавно, за да може секој да присуства. И сега може секој да присуства, меѓутоа сакаме кога ќе стопли веројатно малце времето. На отворено да ги правиме состаноците, да дискутираме за некои наредни акции и иницијативи, кои ќе бидат поврзани со јавните простори во Битола и нивно заживување. Зошто се важни јавните простори? Која е поентата воопшто да се застани во одбрана на јавен простор? Например, офицерски се распаѓа веќе долго време и веројатно еден дел од луѓето, особено тие настроени пролиберално од економска гледна точка, велат домот и онака се распаѓа. Зошто не би се приватизирал некој друг да се грижи за него, да го реструктурира и слично? Добро, овде јас не знам, сега не би рекол дека е во прашање само и само судбината на офицерскиот дом, како таков, бидејќи, како што кажете, тој веќе неколку години се распаѓа, интересот на надлежните никаков однос на тој самиот за себе не може да функционира никако, освен да остане некако под капата на државата и на општината и да самиот себе си да се одржува на некој начин. Ресторан е некаков абсурд да биде во Битола, едноставно една од првите идеи која што може би беше, како да речем, најекономски исплатлива беше да биде казино, па и на крајот се откаже од таа идеја. Значи, тој офицерски како офицерски сам за себе си дури и не е толков проблем. Проблемот е тоа што му се случува на целосно на културата во Македонија во последните, да не речем само 10 години, ами повеќе од 10 години, од осамостојувањето до денес. Дури филмот што вечерва го погледнавме, едно такво сведоштво за време кое што поминало буквално како само да поминало покрај нас. Значи, луѓето не извлекуваат никакви поуки од целото тоа, од претходното функционирање на тој дом на млади во Штип, а по друга страна ние во Битола дури не можеме да се пофалиме со еден таков центар кој што функционирал низ годините. И тука сега некако гледано од некаква културолошка точка, како некакви можда најмногу културни точки, како некаква културна точка, тоа е за офицерскиот дом во Битола и културна појдовна точка на нашата иницијатива, ние тргнавме во
во одбрана на прво на продажбата на офицерски, а сега понатаму и планираме да се занимаваме и со издавање на некакви простори кои што понатаму би прераснале во културни простори, дури и самиот офицерски дом некако барем на некаков начин да може да функционира како некаков културен простор кој што граѓаните практично самите би имале отворена програма и отворен дес во офицерскиот дом, за да може да ги граѓански здруженија, зошто да не и уметници, неформални групи, да влегуваат и да го работат. Значи, офицерски како офицерски беше точно, како што каже на иницијална каписла, но сепак мислам дека состојбата која што се случува континуирано, особено овие 10 години, и тоа систематско, идентитетско, ентитетско, етничко, дури рушење на некакви точки поставени во градот, било да е тоа некаква фонтана или парк, или најамблематичниот пример со офицерскиот дом, е тоа што му се случува всушност на македонската култура, и тоа е еден од поголемите проблеми, а не самиот офицерски поздрав. А мислиш дека Битол има капацитет за еден таков центар да би функционирал, не мора во офицерски, значи друга локација, со оглед на раселеноста, со оглед на културното мртвило во градот кој долг период се случува, мислам на авторски план. Да, те разбирам. Па јас мислам дека има. Јас мислам дека се уште постои надеж, иначе не би се занимавал воопшто со оваа работа, доколку го мислам поинаку. Факт е дека е Битола страшно иселена, факт е дека многу од квалитетните луѓе се најмалку во Скопје, ако не и подалеку веќе иселени, но сепак мислам дека постои едно јадро на луѓе кои што пак околу себе, кои што се веќе не се ни толку млади, ама пак можат да обединат една група на луѓе околу себе, да створат една мрежа која што понатаму ќе функционира, се со цел да се направи, да се подсетиме на некои работи кои што некогаш се случувале во Битола, може би не во толков обем како во Штип, во домот на млади, кој што е пак едно култно место и за цела Македонија, но сепак да се врати малку филмот назад и да се проба да се одгледа една нова генерација на деца кои што ќе можат да работат, да живеат и да сакаат да останат во градот. Може да дополнам? Да. Видите, Само секунда. Може да се вклучи било кој на кој дискусија да се превање рака. За го не прашам, само бидејќи го имам после прашањето ми вам била и комисијата на Да, комисијата, да. Да, дали има капацитет Битола да има таков некаков културен простор каде што се одвивале некои културни настани, уметнички настани. Сега ќе го кажам малку, когато претходниот месец тема беше порнографија, сексуална зависност или не знам што, овде имаше не знам колку многу луѓе. Да, а овој пат кога е интересот за градот и кога е зачувување на јавните простори во градот, во кој што живееме, нема никој ни да каже, кога сите се плашиме да зборниме нешто за градот, за тоа во бона во кој што живееме, на крајот на краишта да се заминуваме. Сите ќе се заминиме. Јас ќе се заминам, Кире ќе се замини. И нема никој, нема ни млади деца. И тоа е... Не знам, само чисто надежта е таа што станува. Последна нитка на тоа. Океј, јас и претходно го поставив прашањето, ама сега ќе го преформулирам, барем, пошто мене лично ми е некако важно од тој аспект. Кога прашав која е важноста на јавните простори, освен на социјалниот и политичкиот аспект, мислев и на економскиот аспект на јавните простори. Самото нивно приватизирање и комерцијализирање, самото нивно претварање, самата оттугеност од луѓето. Прудон например велеше дека приватната собственост е кражба. Така да од тој аспект ме интересира вашиот став и општо и ставот на публиката. Која е важноста на јавните простори? Како да, на иницијативата, да. Не знам сега вие да... Нас интересира ние да бидеме вклучени во процесот на донесување на одлуки за одреден јавен простор. Факт е дека нема можеме сите јавни простори да ги контролираме. Меѓутоа доколку дојде до идеја некој простор да се приватизира, тогаш сакаме едноставно да бидеме вклучени, да видиме која ќе биде неговата намера. Не сакаме да бидеме исклучени. Иако оние кои се представници во
општината се представници на народот и тоа е граѓанска дискусија, меѓутоа ние сакаме да создадеме некој вид на, не знам, второстепен граѓански парламент во кој ќе поминат иницијативите, иако не мора да е нешто многу значително од нашиот глас, меѓутоа мора да создадеме таа култура во која ние ќе учествуваме и ќе се бориме за јавниот простор. Ние сакаме да ги создадеме условите пред се, да видиме, да ги мапираме јавните простори, како можеме да ги искористиме, да можеме барем минимално ниво на услови да создадеме, каде што луѓето, млади, стари луѓе без разлика, луѓето општо ќе можат да се собираат и да раѓаат една нова жива култура. Меѓу другото и Контракадар е еден пример дека има нешто се случува во градот и Контракадар е добар пример за тоа како се користат јавните простори. Се има еден директор кој има политичка волја да го понуди јавниот простор на една јавна иницијатива, меѓутоа тоа е многу мал исклучок. Ние сакаме многу повеќе од тоа. Ние сакаме да се користат за, не знам, групи да спробуваат, сакаме читална, сакаме се што е поврзано со култура. Градот да има простор во кој ние ќе можеме да се социјализираме, социјален клуб, а тоа да не е кафич, да не е приватен простор. Да, исто не се согласувам за лично мој став ќе го кажам. Не се согласувам за приватизирање на јавни простори и јавни објекти. Заради тоа што сметам дека ние сте како граѓани на овој град, не само ние, родителите и претходните генерации плаќаме даноци за да се одржуваат тие јавни објекти и простори. И дека не може некој што не знам спешалил не знам колку пари на не знам каква основа да се оди да се земји објекти да се води, а ние сме плаќале за неговото одржување. Тоа што парите за што сме плаќале како даноци за одржувањето на јавните простори не стигале таму каде што требаат и не биле наменети за одржување, туку биле земани по некаква друга работа. Не е наш проблем. И дека јас апсолутно не сметам дека ниеден од објектите кои што припаѓале на општината или припаѓале на државата треба да припаднат на некаков еден приватник, туку треба да си ги задржиме ние како граѓани. Нормално дека објектот 3 спрата офицерска го земе конкретно, дека не знам, дури да се силиме ние дека ние граѓаните ќе го земиме и ние ќе работиме автономен центар, ќе го правиме или не знам. Сметам дека не можеме, како најпрво ни сметки за струја да платиме, сметки за вода и за одржување. Така што добро да се остане или под држава или под општина, со тоа што оние даноци кои што ги плаќаме за одржување, да вистина да бидат наменети за одржување на објектите, а не поинаку. Има некој праша? Меѓу другото, сакам да надополнам дека постојат и хибридни модели на функционирање. Значи, како јавно-приватно партнерство, значи граѓанско јавно партнерство. Да. Меѓу другото, значи тоа е многу важно и за мене лично приватизацијата, како што кажа Софија, и веројатно е во право за тоа, но исто многу важно е да тој објект за кој што зборувам или тие простори едноставно достанат на располагање на граѓаните. А остануваат на располагање на граѓаните, ги знаеме формите, не е преку коцкарници, казине и така. Значи тоа е многу важно. Тој модел има примери низ Европа и во локалните, мислам, и на Балканот, конкретно во Хрватска, кај што тие хибридни модели функционираат. Значи граѓанско јавно партнерство. Значи каде што и граѓаните учествуваат со свој модел во креирањето, особено на културната политика. Мислам ова како дел од иницијативата да го дадам. Малку по-детално да го начнеш што го цепи, јас не сум запознат. Сега можеме, мислам дека Кирија беше запознаен со тоа што Мислам дека Филип Илиеве. Тој е културен центар во Загреб, кој што е јавно-граѓанско партнерство. Општината која учествува со одржување на објектот. Сите што се вработени во центарот се вработени во општината, таа значи ги плаќа сметките, таа ги финансира платите на вработените, но и режиските трошоци, но сепак не навлекува во програмата и во креирањето на програмата. Значи целиот статут на таа институција, како се викаше, мислам дека се викаше Погон. Нема право на никакво мешање во програмската шема на целата институција. Од друга страна пак и самата строго културни дејности. Строго културни дејности, да, и од друга страна пак и дури програмските содржини се
од поотворен тип, немаат некакви зацртано кај што е оставен простор за инклузивност, за адхок некакви вметнување на програми, на групи кои што би гостувале, театар, музика и такви работи. Тоа е еден интересен модел кој што мислам дека веќе 2 или 3 години, ако не грешам, функционира. И тоа е едно нешто кое што доколку има некаква политичка волја би можело да профункционира и тука, зошто да не. Мислам се е прашање на некаква политичка волја. Ние тука за радополам само на Софија, ние сме овие години сведоци на распродажба на простори кои што се јавни простори, а не мора да значи дека се културни простори, се простори на граѓаните под крајно сумнителни околности, било да е тоа паркинг, било да е тоа приказната со ФК Пелистер и со стадионот и продажбата на ФК Пелистер, мислам ние касарната, ние сме тука, ние сме сведоци на една сумнителна приватизација за која што никој во ниеден момент дури не добил никаков ни документ. Ние бевме сведоци со моето дружение на граѓани, бевме сведоци на една од седниците непосредно после продажбата на ФК Пелистер, кај што дури од комисијата за спорт на општина Битола не го има видено договор за продажбата на ФК Пелистер како некакво јавно добро. И тој договор за јавно-приватно партнерство, што е, мислам, крајно сумнителна ситуација. И тука ние можеме да правиме мој после за офицерски дом или за нешто што ја тангира културата кој го интересира. Јас бев сведок, сум сведок. Запознаен сум до некаде со процесот на градење на тоа како е јавно граѓанско, што мене ми звучи тоа како тавтологија, јавно е граѓанско, како е граѓанско е јавно. Запознаен сум со процесот на градење на таа политичка волја и како луѓето од Загреб или групите на невладините организации стигнаа до тој простор. Поентата ми е дека долго време работеа на политичката волја за да го заземат тој простор и дека ние треба да работиме во насока да ја оформуваме таа политичка волја. Ние сме многу отсутни од јавната сцена и затоа мислат дека оние кои имат мох и пари дека можат да прават што сакаат. Така да мислам дека треба да изградиме, да се појавиме како една, да почнеме да градиме таа критичка маса која ќе влијае на политичката волја, па подоцна ние да мапираме центри, да видиме што сакаме, што ни недостига, да направиме една добра анализа, па подоцна да се ставиме во акција. А за тоа ни треба граѓани и луѓе. Знам, не треба луѓе. Не треба да бидеме 1, 20, 30, треба да бидеме сите граѓани. Дури моделите се второстепени, значи тоа што се зборува дека потребна е маса на луѓе, односно освестени граѓани. Јас лоцирам свеста на 2 нива во однос на тоа. Прво, таа политичност што се јавува во општо во граѓанскиот кај граѓаните, поистоветувајќи партија со политика, значи тоа мешање партиска политика, чисто политички работи, значи едноставно нејасно за таа работа, свеста околу тоа. И второ, како околу тој граѓански активизм. Значи, воопшто луѓето не се активни во тоа. Значи, тоа е единствено на кој што моментално според мене треба да се работи на свеста. Да, апсолутно се сложувам, ама се случивме, може само да. Сакавме да го чистиме офицерски дом, затоа што вратата беше долги години беше пробиена и мислам дека можеме да влеземе кога се разбра дека имаме иницијатива со која сакаме да го чистиме домот и да го заживееме, да направиме некои настани внатре, веднаш го заклучија. Така да има ефект граѓанското собирање, тоа никогаш не треба да се проценува. Ние го чистиме до грешни на Јас мислам дека да, од граѓаните елитите се плашат и дека Од освестени граѓани. да, од освестените граѓани нормално и дека доколку ние сме повеќе луѓе, сметам дека можеме да се станеме пред багери каде што би рушиле нешто или би сечеле дрва во касарната, например, сечат дрва, одиме 100 луѓе, седнуваме таму, велиме нема да ги сечете дрвата, ама ако сме 20, нормално дека ќе ни спотебат и ќе ни земат и тоа е тоа. Значи не можеме или шо ако се појавиме навечер и направиме некоја герила акција или шо и да е. Ова ќе го пишеш во монтажа после. Не, сакам да кажам, не во таа смисла, не работам дека го
дали го правиме или не го правиме, туку што ако се направи до џабе. Гледам и по посетеноста дека уплав има во градот. Да. Добро, ситуацијата е малку и понапред дојдена, затоа што, например, да, има земено замав. Јас не сум сигурен дека касарната да беше сега ќе им поминеше така лесно. Да. Тоа е една работа. Сега се надевам дека каменоломот нема да им помине така лесно, кој што планира да го направат горе над Довледжик или како му доаѓа таму, над околу тунелот таму блиску. Како што не помине офицерски, понатаму борбата там, работите се мртнати од некаква мртва точка и дека е многу сега уште дури важно е да се работи на свеста на граѓаните, но уште според мене исто така тоа што го каже Кире е уште поважно да се работи на политичката волја. Па макар на врз наредните кои што ќе дојдат да се свесни дека спроти себе ќе имат некакви свесни граѓани дека практично нашите идеи треба некако да им влезат во агендата. Саф и прега да спомнам околу масовноста, да, свесен сум дека е потребна бројка на луѓе која и е охрабрувачка и овозможува различен диверзитет во однос на акциите, а овозможува и во смисла да не се осетиш луд дека си осамен во твоите идеи, во твоите размислувања. Ама мислам дека во одреден момент, особено овде, очекувањето и барањето на масовност на одредена акција е во степен да бараме изговори за наше неактивирање, за наша потиснатост и цело време да бараме присуство на луѓе, толпа која би требало да не охрабри да делува и со самото та потрага за масовност, всушност мислам дека самите се потиснуваме и се пасивизираме. Да. Не е потребно за одредени работи секако дека е потребна бројност, меѓутоа за одредени акции и како е се доволни двајца и 5 и 1 дури некогаш. Тоа е точно. Значи секако последиците се битни и треба секој кој учествува да биде свесен за последиците со кои ќе се соочи, меѓутоа околу една работа треба да се разбериме дека не постојат акции без ризици и без последици. Ако не се изложиш на ризик, ако нема последици твојот активизам, врз себе и општо врз околината, ако ти не ги предизвикаш тие центри на моќ, сеедно дали се работи за бизнес елита или политичар или слично, јас едноставно не гледам како би биле ефективни. Тоа е едниот аспект кој може сега да дискутирам, па другото го сетам покасно. Добро, точно е дека не треба секогаш многу луѓе и за одредени акции, но за акции за вакви зачувување на јавни простори или не знам објекти или како е да е окупирање, за да окупираме јавен некаков објект, треба да сме, мислам дека повеќе луѓе за тоа. За други акции дека секогаш индивидуално, дури индивидуално човекот мислам сам по себе може да направи, дали со зборување за некоја конкретна идеја, дали со не знам правење на нешто. Јас сметам дека индивидуализмот како е битно нешто за граѓање на критичката свест. Но за одредени акции, посебно ваков тип како граѓански иницијативи за зачување да стопираме за градење на касарната повеќе, што сгрешивме, што воопшто не се активиравме тоа што почна да се прави нешто, може да застанеме сите, тоа што не треба малку повеќе. Мислам, зборувам за различни, Ќе им треба повеќе луѓе во поглед на тоа дека ќе им треба истручна експертиза, ќе не требаат архитекти, ќе не требаат различни професии кои ќе можат да ни дадат аргументација за да можеме да се гледаме ситуацијата од различни ъгли. Така секоја професија е добродојдена во ова иницијатива, затоа што она што го градиме, сакаме да го изградиме малце подолгорочно и да создадеме една нова култура на отпор, како ќе викаш ти, Драган. И грижа, социјална грижа кон она што е наше, на социјалните јавни простори. Океј. Околу самата структура која ја начнав ти со јавни партнерски и со учество на општина, сваќам дека тоа не е конечниот модел, меѓутоа еден од моделите околу кој размислуваме, така? Ако ве разбрав, прега го начнав, извинете. Не можеме да размислуваме за модел кога не знаеме за што размислуваме. Значи,
првен кога ќе се наметне некој проблем, тогаш се собираме и дискутираме како е најдобро да се реши тој проблем, граѓаните да имаат најголема полза. За офицерски бевме децидни дека тоа сакаме да остане во јавна собственост. Испадна премиерот кажа дека ќе остане во јавна собственост. Сега се концентрираме на други јавни простори. Иницијативата се вика Битола не е на продажба, не офицерски не е на продажба. Така да секој кој има идеја за јавен простор или за некаква акција за популаризирање на она што е напишано на памфлетот, кој можете да го земете од таму, е добродојден да се приклучи во иницијативата. Уствари ова ние што го правиме сега е повик за регрутирање на повеќе граѓани за приклучување во оваа иницијатива и нивен придонес кон создавањето на таквата социјална слика. Мала реплика ќе се наврата. Само погласно. Мала реплика ќе се наврата малку околу масовноста и свесноста на граѓаните околу акциите. Да, појдена е работата напред, има свесни граѓани, јас се сложувам со тоа, меѓутоа тука ги кочи луѓето стравот. Имат страх, пошто еве реално да збораме, во една фамилија обавезно има некој што работи во некоја институција и знаете како оние млади и немој таму да одиш, знаеш ќе те видат. Добро, може да вратам? Може да. Видете, тој страв може да не убие сите. Да. Например, веќе ќе спомнам за проблемите со воздухот, кои што сите не тангираат како граѓани, веќе го спомнам тоа, не зборувам од страна на граѓанска иницијатива или нешто, се зборувам како граѓани. Ние умират млади деца, се разболуваат, се раѓаат деца со аномалии, умират постојано луѓе, ние сме со најголема стапка на рак на бели дробови во Македонија. Го гледаш човекот дека умира пред тебе и не излегуваш за него. Да, се слушам. Не знам Родителите исто не ги разбирам. Гледат, например, на комшијата детето му се разболило од нешто и родителот ги излегува за... Или, еве, дури таскалите, наставниците. Се и гледам дека учениците, не знам, некој дете се разболило од не знам што од она. Ти си наставник и не излегуваш заради детето, не се буниш како граѓанин. Тоа е голем проблем. Тој страв ќе не уби, ако ние сме запатични, статични, уплашени, стравот ќе не уби сите и цела иднина. Кратка реплика околу свесноста и дека истото сакав да го кажам. Точно. Не разбираш. А од друга страна пак, кога се ги тангира некој друг проблем, ти излегуваат со оправдание, не, јас имам мали деца. Дома ќе се седам, а имам мали деца. Тој беше, мислам дека беше Крлеж уште на времето, што рече, ќе ме молам да ме лишите од така некако беше од оправдањето со мали деца. Или така, со мали деца, јас имам дете, така нешто. Тоа е страшно, има пак една српска драматургиња, се вика Борка Павичевич, вели, ти не можеш никогаш да бидеш слободен човек ако си сероња пред собственото дете. И тоа е всушност целата слика то лицемерие. За еден проблем ти седиш дома и велиш, не, јас имам мали деца, децата ми се важни, нема да излезам ако ме избркат од работа, од друга страна што вели Софија, ти го гледаш и ја гледаш цялата ситуација со загадениот воздух и не излегуваш во името на тие мали деца. Така, која е таа? Ама јас пак сум на некој начин благ оптимиста и мислам дека работите одат напред. Лично и еве сега да кажам овакви акции сум излегувал. Сепак го лоцираме проблемот околу свеста и тоа е тоа на кој што треба се работи. Се согласувам со Иван што кажува дека малце некои работи се помрнати. Значи иницијативата те не дозволи да се продаде офицерски. Доколку и пораневме во оваа иницијатива, можеби ќе успеевме тоа со касарната, со паркинзите и така натаму. Значи има нешто придвижување, но вистина треба да се работи околу свеста. А како се работи околу свеста со наша омасовеност? Значи тоа е повеќе поентата отколку нашето лично појавување. Не е проблем, ние веројатно сите овде индивидуално функционираме како личности и сме успешни во низа работи. Но идејата е тој активизам, тоа ослободување едноставно од овие уплави, не знам, стравови од детето собствено, така натаму, да се оправдаме пред него.
Хероизам на еден начин во мала смисла на зборот, бидејќи ова е потребно во игра. Јас мислам дека има исчекор во однос на, мислам тоа го констатиравме редно, мислам тоа е факт веќе, дека има исчекор во однос на стравот, ама мислам дека премина во една друга форма која е абсурдна. Безидејност и апатија пак на враќање, ама во друга смисла. Луѓето, јас барем лично имам впечаток дека луѓето не се гневни во овој период. Туку едноставно се потиштени, статус кво, рамна линија, хоризонтала само и ништо друго. И да, и јас ја лоцирам, не би сакал да избегам од темата, јас ја лоцирам вината во тоа и во политичките партии, особено опозициониот блок, и во граѓанските здруженија кои беа во тој блок. Затоа што го личен став е сега, го може да бидам некојден било кој. Затоа што го амортизираа гневот и го изнесува таму каде што тие се најдобри да го водат тој процес во институциите. Оттаму јас лично имам аверзија и кон таквиот начин на функционирање. И затоа едно од прашањата кој го спомнав со моделот и како би функционирале тие јавни простори, еден аспект односно од јавните простори кои би биле културни центри, колкава е нивната субверзивност ако тие простори структурно функционираат во соработка со општина или со слични центри, фондации или било како. Колкава е нивната субверзивност, дали тие центри само ќе прераснат во центри за репродуцирање на општеството, задржување на простечното нивно мало редефинирање, малечко ситно и незначително редефинирање и чкрипење по површина, наместо тие центри да бидат политички субверзивни, односно напади, кои што ќе го преиспитват општеството на различни нивоа, и културно, и социјално, политички, економски, во секоја смисла, каде што луѓето внатре би ги презентирале тие идеи и би биле едноставно опасни за општеството, опасни секако на конструктивен начин во однос на идеите. Па е контракалар во Центар за култура. Да, држи. Па, Да. Значи, ние ги мора да се избориме дека ако имаме некаква си за одржување поддршка на јавните простори од државата, ние сепак тоа не се од функционерите поддршка, тоа е од нашите средства, само некој ги нели го распределва буџетот. Зема таму, си има администрација, гледа, тоа е тоа. Тоа што нема потреба зошто да се плашиме, тие се наши објекти. Да. Тие не се на државата, државата не е нешто надвор од нас. Таа е, ние ја правиме државата, ние си правиме се. Тие само политички функционери што сме ги поставиле таму, тие си се функционери кои што треба да се грижат за нас да ни окей. Затоа и решивме иницијативата да биде на ваков начин на држава. Затоа и решивме иницијативата да биде во рамките на овие простори токму таму каде што е проблем. Значи ова не се туги простори на Не се сложам, јас Да, пиштата не е донесена од тука, кој ќе биде моделот. Да, значи за моделот сакам само Овој треба да направи идеи за кои модели треба да функционираат или новите членови што би се приклучиле. Да, се треба. Значи ние се занимаваме со големите идеи. Не, јас не би рекол дека е заклучен. Само идејата е да направи продажба на најавните простори и јавните објекти. Значи не се занимаваме ние. Тие се собственост на сите граѓани, да не преминат во собственост на индивидуалци. Тоа е идејата, а секој кој има идеја за модел или нека би го анализирале, а најпрво би сакале да најдеме, да направиме мапирање на тие објекти, каде има потенцијал некои запуштени објекти да прераснат, дали во културен центар или не знам, некој ќе се направи со друга идеја. Значи тоа е идејата на иницијативата. Иницијативата не има конечен концепт. Токму поради тоа се обраќаме кон публиката, бараме поддршка и идеи како понатаму би оствариле целта јавните простори да останат јавни. Ти сакаш нешто да Тоа дополниш? дека не се занимаваме со големата идеја и дека нема правилен модел, ние само сакаме да бидеме вклучени во процесот на финансирање на културата за кој модел ќе се употреби. Тогаш ќе се постави тоа прашање. Сега не можеш да го поставиш ова прашање зашто има секакви примери. Има добар пример која се работува со држава и има лош пример која се работува. Има добри примери, јасно приватно партнерство, па така Да, имаш секакви. Не се занимаваме со големата идеја, се занимаваме чекор по чекор од Ебе, добро, супер, занимавање.
те се мислам че го почекор. Јас го начнав моментот само ако немаш оквир, односно не рамки кои би те ограничиле да бидеш кратко бити конзервативен, туку ако немаш принципи политички, економски, социјални, кои тебе ќе те видат, да. Па би тоа не е на продажба се вика иницијативата. Па јас го начнав. А добро, па јас затоа те прашам да прашам да го разгледаш концептот. Добро, прашањето за субверзивноста внатре во институциите е секојаш многу интересно, така тоа е како едно прашање ние секојаш правиме говорат со колегите. Дали може да се направи субверзивна представа со државни пари? Може. Зошто да не така во театарот? И то да се гледа, да оди неколку години, да работиш ти практично, да брцаш со прстот во очите внатре, да има некаков ефект и да бидеш платен од една власт против која што работиш на некој начин. Но добро, јас те го разбирам прашањето во однос на јас мислам дека може да профункционира на некој начин, доколку се дефинирани тие работи што ги велиш ти нашите, мислам, ставовите политички, идејата на целата функционирање на целата работа внатре, мислам на културната политика, на политиката на одлучувањето внатре во организацијата, и би можело да тоа да функционира на градот Кришта, да ако закочи негде, пак е тоа на некој начин е добро дојдено. На свеста и на граѓанското, освестување и вршење притисок кон било која власт, да знаете дека секоја власт премногу се плаши, посебно на овие простори, премногу се плаши од вакви дебати, од вакви стретби, од вакви некои независни иницијативи по било која причина. Верувајте, само малце да има простор, институционално да биде малце поддржано, така од државата, од општеството, толку многу ќе букни на некој начин тој граѓански активизам, ќе се разбие тој страв. Не случајно не поддржуваат, не случајно маргинализираат, не случајно етикетираат, не случајно заокружуваат. Ние си велиме, ама што направив јас ништо, само протестирав, кажав нешто. Тие од тоа се плашат, од вистина да се плашат, од реалните барања на граѓаните се плашат. Ние да не видиме песимистички премногу расположени, некогаш звучи разочарувачки кога знаеш дека се бориш за некоја добра идеја, а малце ќе дојде. Не, има и други што сакаат, ама ете, не сме успеале да ги поттикнеме. Страшен е притисокот денеска во Македонија кон слободумните и слободномислечките луѓе. Огромни. Прави од тој дотеп, од мажот, од жената, од комшијата, да одиме понатаму, на работа, или не си вработен, но тој што бараш. А тек, до погоре некоја институција, власт, МВР, суд или не знам што, инспекција и така натаму. Имаме притисок тука, од другарот, в кафана. В кафана ќе седиме и ако некој нешто каже, може да му се втурнат, така? Огромен притисок. Но верувајте ми, ова е патот. Ова е патот. И верувајте дека се поќе и поќе ќе се приклучуваат луѓе. По било кој основ да се протестира, дали за дрво, дали за офицерски, дали за паркингот, она што не е јавно приватно партнерство. Како јавно? Што имаме ние ќабока? И нацртаваме улиците таму, така? Ајде да речеме да една лента наместо паркинг, една лента цела битола нека биде велосипедска патека. Ако има волја, така, ќе се најде решение и за тоа. Така? Тие се плашат. Премногу се плашат. Ние не треба да се плашиме, ние сме во право. И јас го поддржувам ова, секоја иницијатива, секоја борба за општо добро ја поддржувам. А тие ќе се трудат да ја ограничат. Ние треба да се бориме што повеќе средства да се префрлаат и да овозможуваат институционално, од нашите заеднички пари да можеме ние како граѓански активисти по било која основа да функционираме. Било која основа здружени, дали сме за ова фотелја или за надрвот, не битно. Така да биде овозможено, да има дебати, не случајно нема дебати во Македонија.
само заради тоа што не ќе да слушнат инако мислење. Само што доволно некогаш еден збор да поттикне, значи, револуција, да речем. Тие од тоа се плашат. Ние сме на добар пат. На добар пат сме, ако некогаш звучи и изгледа така, тоа е. Ама не. Значи, некој на другата маса онда не слушнал, така не поддржува, утре ќе до истиот ќе дојде јавното не поддржува умот, утре јавно ќе не поддржува. И верувајте се воспитуваат луѓето на граѓанските активисти. Значи, имате храброст или имаме храброст да го кажем она што тие не може да го кажем. И подсвесно, значи, во себе не поддржуваат. Ќе дојде денови кога ќе го и јавно тоа ќе го направи. За жал, кај нас е многу тешко, затоа што многу луѓе кои размислува со собствена глава се заминале од тука. Таа маса, таа критична маса која ни е потребна, која нас ни фали овде, така, не е тука. Но пак има заедно, веројате, има заедно. Значи, на крајот сигурно ќе победиме во секој случај. Значи, нема победа крај. Значи, ја видим да се смени ова власт. Значи, на граѓаните му е секоја власт, значи, проблем. Таа треба да ја притискаме. Сега ова ја притискаме, не сака, другата. Така. Таа кој ќе дојде, таа ќе ја притискаме. Значи, мора да ни излезат во пресред на нашите барања. Така. Нашите барања оправдани се разбира за пошироки маси, дали за деца, за возрастни, за пензионери, не битно. Океј, да, се сложам дека се плашат. Еден од тие, како да кажам, примитивни механизми кои ги користат влади како актуелната влада, е тоа директно заплашување, директни притисоци, стигматизирање, етикетирање и слично. Друг тип кој е посуптилен и поопасен е демократизација во лажна смисла, во која исто може да се одговори со прашањето и за домот и за многу други места. Демократизација која во смисла па еве има критички настроена маса која има наш благослов да не критикува. И тоа е тоа. Меѓутоа прашањето колку е опасна таа маса и колку може да биде опасна таквата маса. Сам да кажам дека треба да сме внимателни во однос на тој процес на демократизација кога е дозволено критикување, меѓутоа критикување кое суштински не нанесува некоја штета. Не одам во крајности во ставот. Сега овде, како? Регулирано критикување, да, лажна представа. Тоа може да биде случај со ова проекција овде. Освен попълнување на програма. Еве ние оставаме, демек, оставаме, зборат ова, јавно ние сме на власт, на тие нешто зборат. Еве демократски, што можете истиот случај со ова проекција денес. Пошто ме праша. Пазете, ние сме како, извинете на секунда само. Значи, ние како повозрастни на некој начин, така, поосвестени да градам, ајде дискутираме. Но ние мора да притискаме тоа да се гради уште од градинката. Значи, да се потикнува дебати, разномислечки, значи, игри да се осмислува за децата. Во основните училишта, значи, во сите училишта и во средните, така. Секаде само ќути, не кажувај, значи, се само ги стопираме. Така, не ги потикнуваме да дебатираат и да зборува, да кажат мислење. Или ако каже мислење, сите му се втурнуваат. Професорите, наставниците не го подржуваат, така, разномислечкото, така, туку сите исто. Сите исто облечени. Така, оттаму треба да се почне. Ние треба да притискаме и за такви процеси во нашето општество, да се потикнува различно мислење. Уште од основно, од градинка. Значи, ќе дојдеме ние до ова, ама сега сме, за жал, доведени во ваква состојба и ние сме тие што ги потикнуваме и ќе се бориме. Тешко, така. Ама то де факто е, ова е де факто покажување на некаква демократичност. И така и е, затоа што ние сме сега донесени до ситуација контракадар со сите досега своји проекции, така што ни направи документиран материјал, дискусии, канење на луѓе, организација на целото, да правиме дали може да влезе во Домот на културата и кој од другата страна во Домот на културата и дали каков е влезот на контракадар тука во Домот на културата.
Ние сме доведени до таква ситуација да правиме одри. Дали може да постои субверзивна представа во институционален театар, така или субверзивна изложба во Национална галерија. Тоа е уствари најголемиот проблем во целата оваа ситуација, што сме ние доведени до тој степен да мораме да правиме за луѓе кои што имат своја биографија, дали тие би можеле да влезат во некаква јавна институција само заради тоа што отворено изразуваат својот критички став кон нештата, било да е театар, било да е дискусија, дебатно кино или ликовен уметник. Тоа е погубно. Мора да го смениме ставот на гледиштето, во смисла наш благослов, кој е тој наш, кој е наш. Кој се тие таму, кој сме ние ваму, значи кој е тој наш благослов. Ние сме во оваа институција, сме граѓани. И тие се сите граѓани, и ние сме као граѓани дојдени тука и можеме да го користиме просторот, и тоа не е нивен благослов. Тоа е наш простор. Значи не е нивен благословот и кој да се тие нивен на нивна некоја страна. Че ова е наш простор. И не е тој нивен благослов. Ова е наш момент, и ако не беше така, и ако не беше дозволено, ќе требаше да го направиме за да ни е дозволено. Ако не ќе влегувавме во представи кои што се политички направени, или не знам, во театри ќе влегувавме, во киносали кои што не знам, гледаме пропагандни филмови и ќе вриштавме таму. Значи, не знам, ќе правевме нешто друго. Овие се наши простори, тоа не е нивен благослов. Тоа е тоа. Тие се што наш благослов таму, Тие се, само Джорджо, да се вратиме малце на конкретни практични примери околу што би биле плановите за некоја иницијатива, наредна или акција. Мене ми дојде на ум додека дискутирате за свеста и за активизмот и отпорот, да се сликат некои важни објекти како што беше офицерски, а сега се пропаднати, што луѓето веќе не ги препознават, а се повикуваат и реферираат на нив. Тука ми доаѓа на ум турските бањи, тука ми доаѓа британската амбасада, германската амбасада, да се сликаат и да се направи Чепането. Слободно, само нафрлат некој што ми дојде веднаш во главата и да се стави некоја мини изложба и да се направи некој мини квиз низ корза, да се прашуваат случајните минувачи дали го препознавате овој објект, дали го препознавате објект. Со таа игра и со тоа мала интервенција се прави енгеջ на луѓето и веќе добиваат некоја поинаква слика за некој објекти низ кои поминуваат секојдневно, а немаат представа што значи или какви треба да се. Некоја моја конкретна акција за народ. Некој од вас сакаш? Друг има некој прашање? Неам би јас прилика. Ако има некој нешто да каже, да надополни од вас. Зошто е битно? Зошто е битно да има повеќе луѓе? Тоа што ти го беше таа негативна страна, зошто не е потребно. Не, само да преиспит. Во ваква иницијатива ние, која почнав иницијативата, се сочиме со проблемот, па чека се. Ние не знаеме како функционира законот, не знаеме што е дух, не знаеме што е ГУП, не знаеме како се менува тој, не знаеме кој може да го менува, не знаеме кој е стручен. Од активистичка точка се може да се каже, тоа е наше све, наше јавен простор, нема да го ставиме. Но веќе си имаме работа со институција, веќе си имаме работа со офицерски дом кој наназад се менувал многу. Останувал во општина, останувал под Битола, останувал во некој музеј. Музејот, директорот, зборуваме со директорот на музејот, тој е контрадикторен со изјавата на премиерот. Не се знае. И во такви бирократски процеси многу е битно да имаш случен човек. Затоа е многу битно да имаш инженер, архитект, некој човек што имал работа со мапирање на такви простори, што имал искуство со ГТЦ, што имал искуство со некои други иницијативи во Хрватска или во Србија, како и да е. Затоа е многу битно да имаш таков диверзитет, кога влегуваш во ваков комплексен проблем. Да, следно ќе прашав и кој нешто начина каже и Кире дека не допрво се смислуваат родните, меѓутоа сепак поставам прашањето. Зашто размислувате следно во смисла? Имате на ум некоја акција? Кај Џорџ спомна нешто? Да. Јас првен би ги повикал лайк на Facebook страната на Битола не е на продажба, таму ќе ги објавиме јавно кога и каде сте се рекаваме и сите сте поканети да се појавите. Една од наредните акции кои ги планираме е мапирање на јавните простори, полосна заедно, сакаме да се договориме што би правеле за тие јавни простори, какви иницијативи ви презират. Во основа тоа е, Битола не е на продажба,
така се вика Facebook страната, да не дозволиме Битола да стане Скопје 2014. Иницијативата има за цел да ги поврзи граѓаните со објектите и на тој начин да станат важни на граѓаните објектите, тие што се јавен карактер. Например, ние време покрај офицерски, порано офицерски се случувало, имало содржини и граѓаните биле на некој начин поврзани. И некој не му паднало на ум офицерски да го продава. Меѓутоа, систематски со години наназад, граѓаните се оддалечувале со офицерски, со тоа што немало содржини во офицерски и автоматски, не знам, некој сметал дека не му е важен офицерски на граѓаните. За среќа не било така. И ја повлекла идејата, ама еве бањите, не знам, бањите конкретно нема во нив содржина, на граѓаните не му се толку важни, утре да идат на продажба, не знам кои граѓаните ќе се протистави на тоа. А во бањите се направи некоја содржина, ако секој од нас еднаш во месец оди на некој настан во бањите, тоа ќе му значи ако се продава бањата. Така да на тој начин би ги поврзале граѓаните со објектите, со јавните простори. Нема не случајно запоставуваат нешто вас за лесно да го продават. И ефтино и да нема болење. Апсолутно. И затоа иницијативата Затоа ние сме тука да предлагаме содржини, се шпекулира. да предлагаме настани, програма некоја во тие објекти, како граѓаните да се поврзат со објектите. Значи, објектите да станат дел од нив. Ако не идиме во кино, може за 5 години да не работи Центарот за култура и да го продават, нема да значи многу. Затоа не е само прашање продажбата, значи заживувањето на местата, духот кој што треба да му се даде. Преку тоа ги зачуваме, никој да не се осмели да ги продава. Добро, ако нема некој нешто да дојде, тоа би било тоа за вечерно. Фала ви на вашето присуство, фала ви на вашето присуство. Така да се гледаме наредна проекција.